Добро вечер. Еве ме повторно со вас, со мој нов ентузијазам и со големо задоволство во контактите со вас. Се обидувам додека не стартува Чуму да испланирам еден одеден број на емисии насловени Граѓански форум на Студио 1. Поштувани гледачи, темата ја гледате, каков председател и кој го избира. Додека не се раздвижите малку повеќе кон вашите телефони, мој впечаток не мора да биде моја сугестија, дека на следните председателски избори во Македонија, политиката на оваа власт и председна Зоран Заев Македонија да ја смести од буре барут во средиштето на така нареченото регионално помирување, ќе биде верификувана низ председателските избори, и особено затоа што тоа е во ингеренција, меѓу другото, и на шефот на државата. Во исто време, Заев ќе биде тестиран и на домашната сцена со тоа колку и на каков начин по 2 годишното владење успел да ја реанимира македонската економија и институциите на државата. Јас ви предлагам разговор на оваа тема дотолку повеќе што веројатно знаете дека освен Георги Иванов со 10 годишното владење, сите други предходници негови од Киро Глигоров, Бранко Црвенковски, Борис Трајковски, има еден мандат Борис Трајковски и Киро Глигоров и не целосен втор мандат. Ние можеме да дебатираме вака или така, но е факт дека шефот на државата во изминатите 10 години, токму заради тоа што на оден начин беше една партиска клонирана личност, создаде големи неволји и стана на оден начин својден заштитник на претходниот режим. Поштувани гледачи, за сите оние што во овој момент сакате да се вклучите, јас го одржувам ветувањето. Ве замолив во минатата емисија, сите што сакате да бидете учесници во идните мои дебати, да ги оставите телефоните. И за големо задоволство, еве сега ќе соопштам од десетината имиња, неколку кои се пријавија. 078 Гојко, 075 професор Лазе, 076 Ангеле, 078 Марина, 075 Борче, 076 Станко. Не ги просрочувам ни имињата, нити целосните броеви. Ако веќе сте подготвени за диалог со јавноста преку овој својден граѓански форум, на прашањето што може не интригира, може би представува на оден начин сублимат или рейтинг или барометар на расположението на граѓанството после Преспанскиот договор, евентуалното членство во НАТО, а тоа е изборот на председател на Македонија. Не навлегувам во тоа дали ќе бидат истовремено со некои други избори, но е факт дека после денешната амнестија и престојното усвојување на уставните амандмани, Заев ќе биде изложен на сериозен тест на јавноста со позитивна конотација или со негативна рецензија. Уште како за подсетување, и во Соединените Американски држави почнува најавата и номинацијата за идните председателски избори. Прв барометар е Ајова, каде што до вчерашниот соработник на Барак Обама, Џо Бајден, е еден од најсериозните кандидати на демократите. Таму од тестираните граѓани на анкетата, главната поента било кој, само не Трамп. Поштувани гледачи, добро вечер за сите вас. Уште еднаш ви посочувам и на шансата веднаш по вашето вклучување да го оставите телефонот за контакти. Јас ќе ви се јавам во текот на идната недела и ќе поразговараме кога ќе стартуваме и како тоа ќе го изведуваме во рамките на граѓанскиот форум на Чуму. Дали има гледач? Ало, добро вечер. Добро вечер. Кисковски на телефон. Повелете. Каков председател ни треба на нас и кој да го избира? Народот треба да го избери. Бидејќи ние сме парламентарна држава,
да сме преседателска држава би зборувал многу по-строго. Бидејќи сме парламентарна држава, не сме преседателска, би кажал преседателот не игра никаква улога, треба да се избери тимот околу него многу јак да биде, така да преседателот моштана фигура, како и досега. Зар вие мислите дека Ѓорги Иванов беше воштена фигура после последниве премрежа што ги направи на Македонија во последните 2 до 3 години? Па, видете, преседателот, како некое весло беше, ден атака весла, ден навака весла. И не знае кај му оди кајчето или бродот. Човек кој се огрешил, човек кој нема искуство, кој нема образование јако, кој не прошол ни како викаме ние ни сито и решето, кој не знае што е стопанство, кој не знае што е право, кој не знае што е економија, тој не може да биде председател. Па зашто толку знаење, само еден момент, зашто толку знаење ако е безгласна буква, како што вие велите? Па, да преидиме во председателска држава, па да го држи да изгине од врата. Председателот и во една парламентарна демократија и подобра на извршната власт е значаен фактор на балансот на силите. Ако е мочен и ако е чист, ако не се огрешил, он може просто да држи. Ама да не плива во матни води. Зборот него да си биде збор. Давам амнестија, не давам амнестија. Одам напред, се враќам назад. Тука се избанира самиот. Така да, многу имаме што да кажеме. По мене, по се, народот треба да го избери. Добро, благодарам. Така и до сега беше. Дали председателските избори ќе бидат на одреден начин и тест за оваа власт? Секако. Добро, благодарам многу. Дали има следен гледач? Пријатно. Пријатно. Добро вечер. Здраво, Чомовски. Здраво, добро вечер. Поздрав вашава идеја за вакви емисии да имате. Ви предлагам ваков контакт со народот секој ден да биде тоа после часот. Сакам да кажам, не знам речем овој претходниот, јас ќе бидам конкретен и ќе кажам во неколку точки како гледам председател на Македонија да биде корисен за сите граѓани. Прва точка, мора да го бира народот, никако собрание. Ако го бира собрание, тоа ќе биде катастрофа. Втората битна точка е председател на држава да нема врска со партиите. До сега ни се случува 27 години партии да го бираат, да го на некој начин да го рекламираат едноставно кандидатот за председател. И нормално таа партија што е најголема, што има највеќе пари и така натака, што е најчесто на власт во тој момент, победува тој председател. И затоа после ни се случуваат такви катастрофални ситуации, те председателот не го признаваат едни, го признаваат други и така натака. Значи, тотално треба да биде во рацете на партиите во државата. Че секој граѓанин во државата, ние имаме толку паметни луѓе, толку интелигентни, толку мудри, толку чести и толку, да кажеме, квалитетни луѓе, то може да соберат 10.000 подписи и нека биде полно прагот, 5.000, па нека биде во 2 круга и така натака. Но да се избере личност од народот, а не партиите да го местат, он ни подпис има, ни поддршка, едноставно го местат за да потоа биде на нивна страна. Само еден момент, да молам. Дали одите во правец тоа да биде на одреден начин некаква надпартиска личност? И прашањето е како би се извела неговата номинација во постојните уставни законски решенија? Подписи. Едноставно секој човек што ќе собере толку и толку подписи од граѓаните, да има право да се кандидира за председател на држава. Нека биде во еден, во 2 круга, 3 круга, сите тие 5 души, 10, 15 души ако се во државата, имаат над 10.000 подписи, да имаат право
да едноставно влезат во круг на гласање на граѓаните. Ама не ли ви се чини малку дека тоа е прилично симптоматична теза? Погледайте, ја не да не се согласувам со вас. Меѓутоа, американците на своји конвенции ги бираат главните председателски кандидати. Само еден момент, ве молам. ВМРО најавува конвенција за номинација на својот иден председател во февруари. Тоа значи дека повторно влегуваме во таа замка председателот, условно кажем, да не биде извориште од народот. Да не произлезе од народот. Закон треба да се донесе, ама тоа не им одговара на партиите. Тука е целиот проблем. Како што многу закони не им одговараат на партиите, на власт доаѓаат, се менјаваат едни со други позиција, опозиција, за да го крадат народот. Значи, ако сака една власт, ќе донесе закон да не може ни една партија председател да предлага. Едноставно партиите да се исклучени за председателските избори. Што сакам четврта точка да кажам? Добро. За да се уштеди во оваа држава, оваа сиромашно украдена држава, што имавме секоја година избори, кај сме утепани уште повеќе да се утепа овој народ. Значи, треба да се донесе закон. Едноставно, зошто да има 120 пратеници? Нека има колку што има градоначалници. И секогаш парламентарните да бидат во ист ден, во исти момент, заедно со локалните, па и со председателските избори. Да биде едноставно во тој ден да се бираат сите тие фигури. Тоа јас го предлагам и ќе биде и најевтино, и најдобро, и нема да се прават никакви калкулации. Петата точка, председателот да има поголеми овластувања, да не биде само кукла во државата. Едноставно да се играат со него играчки. Едноставно да има надлежност, едноставно да има надлежност над владата, едноставно кога ќе оди лево десно како што не треба, да ја отповика таа влада. Сега само еден момент, ве молам, сега одите во класична председателски политички систем, ама не, чекајте се, да се разбереме, ние разговараме. Ако ја заговарате таа теза, барате поголеми овластувања. Сега вас ве прашувам, што ќе се случеше ако Иванов успееше да изведе еден својовиден парламентарен удар или ги суспендираше привремено институциите и воведеше вонедна состојба. Мислите дека немаше да дојде до тоа, еве зашто. Може да кажам. Може. Немаше да дојде до тоа, почитуван новинар Чововски, доколку ние имавме председател кој што немаше да го како да кажам, да го донесе некоја партија на власт. Кога ние ќе имаме народен председател, тој ќе биде во интересот на сите народи, нема да го интересира дали е дујло прашање ВМРО или СДСМ. Тука е целата игра што се прави. Добро, ви благодарам. Чекајте ме молам. И малку време имаме, но да вклучиме поише. Отворивте едно прашање што сега веднаш сакам да го наметнам на одреден начин. Без оглед на лепезата што во овој момент ја дискутираме. Досегашните председатели на Македонија. Секогаш партии ги бирале. Главно, нивните изборни победи во вториот круг зависеа од делегираните гласови на албанците во Македонија. Ми се чини дека сега има на понуда така наречен консенсуален председател или председател кој би бил во согласност со интересите, етничките, националните, политичките и на албанците и на македонците. Втората димензија е што е многу важно, влегувањето на Заев во тој досега херметички затворен албански блок со значителна поддршка што ја внесува можноста на граѓанската иницијативност и при изборот на председател. Што вие мислите? За да биде председател на сите граѓани, без разлика на партиска обоеност, без разлика на пол, без разлика на националност, на вера, потребно е да се бира председател вон партиите. Добро, благодарам. Партиите да немаат никакво влијание, нити коалиција. Да не се враќаме веќе на тезите што ги кажавте. Само уште сакам да ве подсетам и благодарам што се јавивте. Уште и за вас и за сите следни, ако сте расположени, ако сакате да учествувате во овие дебати што во наредниот период ќе ги организирам, ве молам
кој ќе се исклучите на нашата режија, оставете го вашиот телефон за контакт. Ви благодарам. Добро вечер за следниот гледач. Каков председател сакате? Каков ќе ни понудат партиите? Како да се заштитиме од монополизацијата на вилата на Водно и стравувањето дека е возможно на одреден начин учество во дерогирањето на институциите. Добро вечер. Добро вечер. Поверете. Го поддржувам предходниот гледач и точно така би требало да биде партиски, да не е обоен председателот. Значи да не е од ниедна партија. И мислам дека тогаш ќе имаме добар председател. А сега би имала една замерка до вас, господин Чомовски. Поверете. Мислам дека многу погрешно го дадовте поведот за председателот и дека правите говор на омраза. Кон кого? Па ете кон председателот. Иванов? Кон председателот пред народот. Не. Кон Иванов имам говор на омраза или кон моделот за се избира председателот од народот? Кон Иванов. Поведот кој ви беше даден за председателот... Ако ме прашувате искрено, ја немам говор на омраза, но сум дежурен критичар и рецензент на неговите постапки. Ако вие не се согласувате, имате право. Но дозволете јас да го имам... имаме право и секој има право да си го каже своето мислење. Добро, ја ви го уважувам. Само вие сте во етер и баш не треба да ширите говор на омраза. А што говор на омраза ширам? Ви благодарам, многу пријатно. Благодарам, добро. И овие критики ги... Добро вечер. За следниот кој има критика или има став за темата за која да дискутираме. Добро вечер. Еве ќе бидам трпелив додека нашиот следен соговорник не се вклучи. Немојте да стравувате. Тоа што јас се вклучувам во своевидни адхок реплики, јас сакам да бидете свесни дека тоа ќе биде моделот на дебатите што ќе ги организирам во рамките на ЧУМО. Добро вечер. Режија имам повратен. Добро вечер. Добро вечер. Може да дискутирам Може да поведете темата? Да. Како председател и кој да биде и кој да го бира? Да. Председател, јас исто како предходниот гледач сметам дека треба да биде независен кандидат со број на подписи што треба и каде што народот стварно повеќе ќе има доверба, без разлика од партиска гледна точка, да не биде ни од една партија, ни до друга, ни од трета, нормално да биде кандидат кој што е угледен граѓанин во Република Македонија, кој што има искуство и од секаква гледна точка, како што рекоте, во смисла на правна, економска и нормално од бизнис климата. Значи, таков кандидат не ни треба кандидат што е, ја немам ништо против младите, но сепак да има една теорија, еден критериум, например, како што и сега го има некој критериум во Уставот, да сепак да има одреден број на години 40. и работно искуство. 40 години треба да има возраст. Повелете. Да, тоа мислам во тој поглед да има искуство и од праксата. И теорија и пракса. Може да биде професор, но да работи во стопанството. Да знае што се случува во стопанството, со бизнисот. Значи тоа без тоа не може да раководи и со државата. Зашто државата има повеќе области кај што треба да раководи. Чекайте, од друга страна, ве молам еден момент. Ме испровоцирате да вратам една друга идеја за интервенција. До сега Македонија немаше председател бизнисмен, менеджер, предприемач. А ние сме држава која речиси на границата на една мала или средна корпорација во Западна Европа. Што мислите дека ако дојде некој паметен менеджер и предприемач кој би бил председател? Па ако би дошол таков човек, али да биде честен, во смисла да има искуство и да сака да трне нашата држава напред со своето знаење и својата теорија и организациони способности менаџерски.
Тој што е менаџер, што е знае да работи, ќе може да раководи и со државата. Во сите ресори. А нормално дека му треба советници, кај што ќе го умолкажуваат за одредени правци, дали тоа политика надворешна, внатрешна и слично. А нормално дека тој треба да биде граѓанин на сите во нашата држава, без разлика на етничка или верска припадност. А тоа може да се постигне ако и на овој начин, и сега како што е уставот, но ако има ангажман, ако има одредена соработка, а треба тој да ја направи соработката. За да ја направи соработката, не треба да биде зависен од определени фактори. Не е битно дали една партија или друга или трета. Зашто? Да не работи под инструкции на одредени челници на партиите. Добро, ви благодарам. Да, повелете. Сакам да кажам, и ова сега консенсуален председател. И тој нема да биде валиден, што го предлага сега СДС заедно со ДУИ. И тој нема да биде валиден. Ако стварно е од една од двете партии. Ако е независен и го предлагат, тогаш стварно ќе има квалитет. Ако јас добро разбрав извори на ДУИ и на Али Ахмети, дека под дефиницијата на консенсуален председател приближно се до мнозинството на вашите ставови. Тоа да биде една надпартиска личност, прифатлива за мнозинството на граѓаните во Македонија. Ви благодарам многу. Следниот наш гледач. Добро вечер. Ало, добро вечер. Повелете. Господине, многу убава тема збрале, само јас мислам и кај да го најдеме тој консензуален човек, што ќе им годи на сите пратеници, а ќе ви дам еден совет. За да најдете таков човек, треба да се случат многу 27 априли, тогаш знаеш колку лесно ги наоѓаат. Ама штета тие не ни одговараат тие 27 априли. Добро. Значи, друг човек нема да најдете. Тоа е жалостно и трагично. Требаше вие темата да ја поставите само малце прашањето. Колку 27 априли треба да се случат за да има консензус? Значи треба да се случи сега нешто, албанскиот јазик да се признае, па треба да се случи нешто друго, па некое друго прашање да се затвара. Консензуален човек нема да најдете во нашата држава. Штета, жалостно е, стварно е жалостно. Јас знам најмалку 5 личности во вашата етничка средина, да не зборам за македонската, кои имаат капацитети да бидат условно, да кажем, етнички консенсуални. Поштувани гледачи, следите граѓански форум на прашањето што ви е поставено на Кајрон. Уште само да ве информирам, утре во рамките на дебатата на мојот колега Саша Ордановски Печат, нова тема и различни аспекти на дел од досегашните председателски кандидати и на една помлада генерација која не е обтоварена со политичкиот дискурс во Македонија. Добро вечер за следниот гледач. Ало? Добро вечер. Добро вечер, повелете. После А има Б. Ало? Да, повелете. Добро вечер, вака. Според мене, председателскиот кандидат, следниот, треба да биде може би или избран од народот, али тоа, пошто народот не може никако да се договори, затоа што секогаш или едната или другата страна ќе биде незадоволна. Значи, пред се треба да биде личност која досега воопшто немала никаква врска со политика. Значи, ниту да биде ниту од ВМРО-ДПМН, ниту од СДСМ, личност. Добро. И тоа се случува во овие контактни програми. Се надевам дека имате можност уште да се јавите. Добро вечер за следниот гледач. Да. Каде ми е часовникот, го немам, само да видам уште колку имаме фора. Па се приближувам уште 10 минути. Добро вечер, повелете. Ало? Да, повелете. Добро вечер, господин Чумовски. Добро вечер. Ве поздравувам од Куваново. Добра тема. Па јас реков да се надоврзам
со некои мои предлагања. Јас мислам дека во Македонија има таква личност, паметни, и што може да го водат оваа држава како татко да ни биде на нацијата. Меѓутоа, јас би предлагал да за председател на нашата република да се забере државјанин на Македонија што најмалце работел 20 години во странство, се разбира, некој што е учен, школован, достигнат, пошто било кој во Македонија да го одабереме, јас албанец сум, или албанец, или турчин, или било кој, или македонец, или србин, сите ние сме отруени овие 20 години, сите ние сме отруени во смисол на грип имаме, грип. Тоа е зараза голема. И по мое мислење, единствен човек без разлика дали е македонец, дали е албанец, дали е од Австралија, од Америка, Швајцарска, Германија, да не води он, и партиите да се договарат да отварат конкурс за странец да ни биде фактички наш човек, ама што работи во странство. Јас само во тоа верувам. Пријатно. Благодарам многу. Не сакам да коментирам, иначе некои соседни држави, како што е Хрватска, во еден период имаше еден увезен премиер од странство, па не се прослави многу. Уште 10 минути и за следните наши двајца соговорници. Добро вечер. Чом да се доискам уште 10 секунди само. Вака сега, јас би донел закон над 60 години да биде председателот, не над 30. Значи, тоа е првото што не се докажав и да докажам каде би дал ингеренција на председател. Тој да биде, да го бира председателот на Врховен суд, на Судскиот совет, на јавното обвинителство, на антикорупцијска комисија под него да бидат. И он да биде главен да заседава на тој економски совет, кој што ќе ги собере, што ќе заседава со премиерот, со председателот, со министерот за финансии, за економија. На некој начин тој ја представува државата надвор и тој може да донесе многу инвестиции и он да биде, што се вика, главен на тој совет, а не само за безбедност. Благодарам. Добро. Но не сум сигурен колкава мок би имал таквиот иден председател. Добро вечер за последниот наш гледач. Поверете. Ало? Да, поверете. Господине Чомовски, сакам да дадам свој допринос околу оваа проблематика. Малку покасно се вклучив, меѓутоа, мојот допринос би бил следниот. Во светот постојат два вида на системи, председателски систем и парламентарен систем. Сега, ние сме се определили со уставот за парламентарниот систем. Знае се кои се ингеренциите во парламентарниот систем на председателот. Него го предлагат партиите, го бира народот, ама има варијанта која може да го бира и собранието. Сега, ние сме определени да го бира народот. Ако слушам ги граѓаните, јавуваат се со некои компетенции на председателот во рамките на еден председателски систем. Тоа е веќе друга варијанта на политички систем кој се организира, кај што како например што е Русија, Америка, Франција, сега со новите уставни измени и Турција. Тоа е отприлике председателскиот систем, кај што председателот ги има ингеренции да го распушти парламентот во некои држави, да ја распушти владата, ама бидејќи нашиот е парламентарен систем, ингеренциите на председателот се тие кои се во уставот регулирани. Тоа е друго што кај нас се случи нешто, прекорачување на тие ингеренции и уставни регулативи од страна на нашиот председател, ама у секој случај јас го гледам решението во системот наш политички
во една изборна единица, во сведување во ситуација да граѓанинот го бира у крајна инстанца пратеникот, и кој пратеник после го сочинуваат, сите пратеници го сочинуваат парламентот и кај што се одлучува. Еве, тоа би отприлике било решението. Овака како е до сега изборниот систем, во кај што еве само две партии доминират, односно со албанските 3-4 и така натаму, тоа е веќе, јас го сметам како дефект во политичкиот систем наш. Еве, толку имам, благодарам. Добро ви благодарам. Уште еднаш ве потсетувам и сите овие што досега ги вклучивме во овој форум на НН телевизија, дека можете да ги оставите телефоните. Јас со задоволство ќе контактирам со вас и ве поканувам уште еднаш, поштувани гледачи, да се јавите, да ги оставите телефоните кои ви се, вашите телефони на овие телефони наши кои се испишани, мобилните телефони. Јас сакам да ве поканам вас да дојдете и да дебатираме. Не да бидете публика, туку да бидете учесници во граѓанскиот форум. Јас ви спомнав дека имам десетина такви понуди. Кај ми се ливчињата, кај ги ставив. Не предлагам над 60 години, тие помалку може да бидат заборавени како мене. Еве ги. Едно 8 до 9 наши сограѓани и гледачи кои се подготвени да дојдат во студиото. Дали има уште еден гледач и да завршиме? Се наближуваме кон вестите. Да, повелете. Киро Глигоров велеше, не оставајте ме сам. Добро вечер за следниот гледач или пријатна вечер за сите наши гледачи. До утре која ќе можете да гледате дебатна... Може ли да ви кажам нешто? Да, повелете. Ало? Може ли да ви кажам нешто? Можете, повелете. Чекам на вас. Дали не мислите дека председателот, не слушате? Да, ве слушам. Дали председателот треба да помине психолошки, психијатрски сите инстанции? Ако го кажам својот став, имаше една гледачка која ме обвини дека ширам говор на омраза. Повелете. Дали треба со други зборови, дали треба да донесе уверение за таква работа? Јер Ако мислите дека треба, еве да видиме како тоа да го изведиме. Со консилијарно мислење на медицински факултет или со граѓански тест, дали е психички стабилна личност? Не со јавно мислење, него ќе си оди тој што мисли председател, не е председател на комора, председател на држава. Тој треба да го помине тестот. Секаде во светот тој мора да потврди дека е здраво психолошка личност. Добро, благодарам многу. Поштовани гледачи, овој Блиц форум кој не е баш така кусо, презентиравме едно прашање, се разбира не да го проблематизираме уставното решение кој да го избира, туку на каков начин би требало да дојде до израз граѓанството. Од досегашната дебата ми произлезе на друга тема која е прилично индикативна. Ако шеф на држава сакаме да избереме граѓаните низ непосредни избори, зошто партиите не се одважуваат на така наречениот непосреден избор во кој цела Македонија би била една изборна единица? Размислите, имаме можна закажана средба на следниот граѓански форум. Пријатна вечер од мене и следете ги вестите со Елена Джугуманова.